Пред македонските второлигаше е репрезентативна пауза, потоа остануваат уште 3 кола за да се комплетира есенската полусезона во втората фудбалска лига. Еден од кандидатите во борбата за опстанок е екипата на Осогово од Кочине, која се наоѓа во бара зоната, односно на 14-тото место со 8 бодови на своето конто. Пред кочанските жетвари идеален распоред со кој полусезоната може да ја заврша надвор од опасната зона, односно да презимат на местото кој гарантира директен и сигурен опстанок. По 12 одиграни кола Осогово има учинок од 2 победи, 2 реми и 8 порези, а до крајот на есенската полусезона во игра основат уште 9 бодови. Пред Осогово е многу важен и клучен момент, а репрезентативната пауза ќе треба да биде максимално искористена за екстра подготовки, план и анализа како да се освојат овие 9 бодови. По завршувањето на репрезентативната пауза, а во рамки на 13-тото коло, Осогово ќе гостува кај Новаци, каде жетварите ќе мора да најдат рецепт за трите бодови. Двете екипи им се вратија на победите во претходното коло, а Новаци на домашен терен е цврста екипа, на терен каде тешко се освојуваат бодови. Овој меч ќе биде вистински тест за Осогово колку е подготвен за опстанок. Веднаш потоа доаѓа големото дерби во Кочине меѓу Осогово и Каменица Саса. Дерби каде Осогово само 3 бодови гледа како цел, се останато ќе биде неуспех. А во рамки на последното 15-то есенско коло Осогово ќе гостува кај Вардарски во Богданци. Меч е идеален померка за жетварите да дојдат до триумф. Во овие три надпревари Осогово ќе мора да освои во најмала рака 6 од можни 9 бодови, со кои второлигаш од Кочани би можел да ја напушти опасната зона, но при тоа значително да се одлепи од зоната за директно испаѓање, а значително да се доближи до зоната за директен опстанок. Во секој случај пред Осогово е важен период со идеален распоред померка, кој треба максимално да го искористи ако сака сигурен опстанок, а при тоа да не се случи ланското сценарио кога Осогово опстана во лигата во последното 30-то коло.